Откако ќе го погледнете ова видео, ќе дознаете како да извршите систематски клинички преглед на жива свиња и како да ги препознаете клиничките знаци на африканска чума кај свињите во нејзината перакутна и акутна форма. На фармата треба да понесете опрема потребна за фиксирање, за клинички преглед и за земање на примероци од живи свињи. Многу е важно да се понесе доволно опрема за земање примероци која соодветствува на бројот на животни од кои треба да се земат примероците, како и резервна опрема за секој случај. Пред да влезете во свињарска фарма, треба да ги запазите принципите на биосигурност. Ветеринарот кој ќе го изврши клиничкиот преглед и асистентот или помошникот кој ќе ги фиксира свињите, треба да носат опрема за лична заштита, вклучувајќи одело за еднократна употреба, гумени чизми и ракавици. За да спречите внесување на болести на фармата, исчистете ги и дезинфицирајте ги чизмите на влезот од одгледувалиштето и објектот, користејќи ја обезбедената бариера за дезинфекција во нејзино отсуство. Користете го вашето лично средство за дезинфекција и четка. За да се процени здравствената состојба на свињите, треба да се изврши клинички преглед на животното или на група од не повеќе од 10 животни. Од фармерот треба да се добие темелна историја на болеста за присуство на клинички знаци, како што се абортуси и претходни угинувања на свињи, како и да се прегледа евиденцијата за свињите. Многу може да се осознае само со наблюдување на свињите, без да се ракува со нив или истите да се фиксираат. Наблюдувајте ги свињите од далечина пред да започнете со клиничкиот преглед. Клиничките прегледи може да се извршат како дел од рутински здравствени посети на стадото или како одговор на сомнеж за болест. Проведување на темелно индивидуално испитување на жива свиња е потребно ретко, но од суштинско значење е секој ветеринар да знае како да го направи тоа, особено кога се соочува со ризик од африканска чума кај свињите. Што треба да направи ветеринар пред да влезе во објектот за свињи? Наблюдувајте. Дали свињите јадат? Дали свињите покажуваат абнормално однесување, како губење на апетит и неактивност? Животните може да изгледаат поспано и слабо, да лежат и да се групираат. Слушајте. Дали некои свињи кашлаат или киваат? Мирис. Дали има чуден мирис кој може да биде предизвикан од заболени или угинати свињи? Што треба да направи ветеринар кога влегува во бокс со свињи? Побарајте крв на подот, урина и со каква конзистенција е изметот. Кога сте внатре во боксот, наблюдувајте го движењето и однесувањето на свињите и забележете доколку има било какви видливи промени. Слушајте и утврдете кои свињи кашлаат или киваат. Идеално, изберете свиња што покажува атипично однесување или клинички знаци. Еве неколку типични клинички знаци на акутна африканска чума кај свињите кои ќе ви помогнат да одлучите. Додека го вршите физичкиот преглед, погледнете ја целокупната здравствена состојба на свињата и побарајте видливи клинички знаци на африканска чума кај свињите. Не заборавајте да ја понесете потребната опрема за фиксирање и безбедно ракување со животните за да ја запазите благосостојбата на животните. Опремата за фиксирање може да се разликува во зависност од возраста на свињата. Во повеќето случаи се користат јаже, панел за групирање или панели за сортирање и брунда со јамка. Употребениот метод на фиксирање треба да обезбеди благосостојба на животното и безбедност на оние кои ракуваат со него. Откако свињата ќе се фиксира, може да започне клиничкиот преглед. Клиничкиот преглед започнува од устата. Плунката или пената, со или без крвава и цијанотична слузница може да бидат клинички знаци на болеста. Потоа проверете го носот. Внимавајте на присуство на назален исцедок, кивање или крвава пена. Прегледајте ги очите. Внимавајте на присуство на окуларен исцедок или конјунктивитис. Прегледајте ги ушите. Обрнете посебно внимание на лезиите што испуштаат исцедок или оние кои се некротични, за црвенета кожа, некротични лезии или цијаноза. Прегледајте ги зглобовите и нозете. Оток, чиреви, кривење, рани, трауматски промени, рани или пукнатини на зглобовите и нозете може да наведуваат дека станува збор за други болести освен за африканска чума кај свињите. Погледнете ја кожата на вратот, грбот, задните делови, градите и стомакот. Обрнете големо внимание на промените во бојата на кожата, барајќи хиперемични површини, хеморагии или некротични лезии.
Проверете го анусот. Внимавајте на присуство на мукозна или крвава диареја. Површината околу опашката може да биде извалкана со крвав измет. Можете да најдете повеќе слики и информации за клиничката манифестација на болеста во прирачникот на ФАО за откривање и дијагноза на африканска чума кај свињите, кој е достапен онлайн на повеќе јазици. Измерете ја ректалната температура на свињата. Можете да ја повторите истата постапка со уште 5 до 10 болни свињи на фармата. Исто така, ќе треба да ги прегледате сите угинати животни, што е опфатено со друго видео во оваа серија. За време на клиничкиот преглед, запишете детален опис на сите забележани клинички знаци или патолошки лезии. Ако процедурите за биосигурност ви дозволуваат да понесете телефон или камера на фармата, фотографирајте ги клиничките знаци. Ве молиме имајте предвид дека без оглед на тоа колку е темелно клиничкото испитување или колку се очигледни клиничките знаци, за дијагнозата и потврдата на африканска чума кај свињите треба да се земат примероци за лабораториска потврда. Откако ќе ја завршите посетата на фармата, погрижете се внимателно да ги следите процедурите за лична биосигурност кога го напуштате од гледувалиштето за да спречите ширење на болести на други фарми. ФАО изработи керија видеа за рутински постапки поврзани со надзорот на африканската чума кај свињите, кои ви препорачуваме да ги погледнете.